За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење солени принцес крофни, како главно јадење филе на наш начин. За десерт љубовно гнездо. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите солени принцес крофни. Во тенџере на оган ставаме 100 мл вода. Додаваме 100 мл масло за јадење. Посолуваме. Во садот со брашното го додаваме прашокот за печиво. Потоа и брашното го додаваме во тенџерето на оган. Непрекинато мешаме со дрвена лажица додека тестото не почне да се одделува од тенџерето. Го тргаме тенџерето од оган. Смесата од тенџерето ја ставаме во сад за матење. Матиме со миксер за смесата побрзо да се излади. Не прекинувајќи со матењето во садот, едно по едно ги додаваме трите јајца. Го исклучуваме миксерот. Смесата ја полниме во готварски шприц. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Со помош на шприцот ги формираме принцес крофните. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 на минути на температура од 200 степени без да ја отвараме рерната. Во сад за матење ја ставаме хоплата. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната густина. Посолуваме. Додаваме половина кафена лажица чили. Додаваме 2 лажици црвен пипер. Го исклучуваме миксерот. Во садот го додаваме пармезанот. Промешуваме со лажица. Тавата со испечените принцес крофни ја вадиме од рерна. Принцес крофните со нож ги сечеме на половина и ги редиме на даската за сечење.
Филот го полниме во готварски шприц. Со помош на шприцот ги филуваме долните делови на принцес крофните. Врз филот покриваме со горните делови од принцес крофните. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови спанаќ. Преостанатиот црвен пипер го ставаме во цедалка. Со цедалката со црвен пипер нарусуваме врз секоја солена принцес крофна. Принцес крофните со пармезан ги редиме на чинија за сервирање. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од по 100 мл вода и масло и брашното со прашокот за печиво сварете тесто. Тргнете од оган. Едно по едно додадете ги јајцата. Ставете ја смесата во готварски шприц. Во тава формирајте ги принцес крофните, испечете ги. Со миксер изматете ја хоплата. Зачинете. Во филот мешајте го пармезанот, принцес крофните исечете ги на половина. Ставете во готварски шприц. Филувајте ги долните делови. Прекрите со горните. Наросете со чили и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите филе на наш начин. Прво на свинското филе му ги отстрануваме мрсните делови доколку ги има. Потоа филето го засекуваме по должина. Филето го точиме со дрвен чук. Есото го посолуваме и го зачинуваме со мелен црн пипер. Кашкавалот го рендаме во поголем длабок сад. Врз месото ги ставаме парчињата свински врат. На маслинките им ги отстрануваме сенките. Потоа ситно ги сечкаме. Исечканите маслинки ги ставаме врз свинскиот врат. Потоа го ставаме изренданиот кашкавал. Крајвите на месото ги толчиме и со помош на фолијата виткаме ролат. Потоа ролатот го ставаме на алуминиумска фолија која ја попрескуваме со масло за јадење. Го обвиткуваме ролатот со фолијата и го ставаме во тава за печење. Во тавата додаваме вода. Потоа тавата ја ставаме во рерна. Печеме 1 час на температура од 220 степени. Во меѓувреме, на оган ставаме тава за пржење. Во неја додаваме масло за јадење да се загрее. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Исечканиот кромит го ставаме во тавата на оган да се пржи. Преостанатиот свински врат го сечкаме. И него го додаваме во тавата. За време на пржењето промешуваме. Потоа во тавата ги додаваме исечканите шампињони. Претходно сварените компири ги притискаме со алатка и ги ставаме во поголем длабок сад. Во садот го додаваме јајцето. Мешаме додека добиеме еднолична смеса. Додаваме 2 лажици брашно. Повторно мешаме. Во тавата на оган додаваме вода. Потоа на оган ставаме друга тава и во неа масло за јадење да се загрее.
Од смесата во садот земаме со лажица и ги ставаме крокетите на загреаното масло да се пржат. За време на пржењето крокетите ги превртуваме. Испржените крокети ги ставаме на чинија. Тавата ја вадиме од ревна, ја отстрануваме фолијата. На чинијата за сервирање ставаме листови зелена салата. На средината на чинијата ставаме отпржените шампињони, свински врат и кромут. Од двете страни ставаме од крокетите. Потоа филето го сечеме на парчиња, кои скалесто ги редиме на средината на чинијата. Еден домат засекуваме во форма на цвет. Со двата цвета домат ја украсуваме чинијата. Декорираме со парчиња краставица. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Засечете го филето, зачинете и сточете со чук. Нанесете ленти свински врат, сечкани мастинки и реднак кашкавал. Свиткете ролад, испечете го и сечете на парчи. Исечканиот кромит, свински врат и шампињоните испржете ги. Издистајте ги. Од измечените компири, јајцето и брашното испржете крокети. Сервирајте ги со парчињата филе на шампињоните со кромит и свински врат и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите љубовно гнездо. На работната маса со сукалка ги дробиме оревите. Издробените ореви ги ставаме во сад. Јајцата ги кршиме и ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во друг сад настрана. Потоа ги матиме белките со миксер. Не прекинувајќи со матењето, во садот додаваме 350 грама шеќер. Потоа во садот додаваме една лажица сок од лимон. Откако смесата ќе добие потребната густина, го исклучуваме миксерот. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Врз хартијата ги нанесуваме издробените ореви. Ги распоредуваме по целата површина на тавата. Врз оревите ја нанесуваме смесата од изматени белки. Ја размачкуваме по целата површина. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Со миксер ги матиме жолчките. Додаваме 150 грама шеќер. Кремот од жолчки го ставаме да се вари на пареа. Мешаме со лажица за време на варењето. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме садот од оган. Потоа во тенџере ставаме 700 мл млеко. Тенџерето го ставаме на оган. Во тенџерето ги додаваме преостанатите 100 грама шеќер и мешаме со жица за матење. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг од ванила. Мешаме со жицата за матење. Не прекинувајќи со мешањето во зовриеното млеко, во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг.
Мешаме со жицата и откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Потоа во длабок сад го ставаме изладениот пудинг. Го додаваме путерот. Матиме со миксер додека состојките се соединат. Во садот го додаваме кремот од жолчки. Матиме со миксер додека филот се соедини. Потоа од филот ставаме во длабок стаклен сад. Во преостанатиот фил во садот го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица. Испечената кора ја вадиме од тавата и отстрануваме хартијата. Кората ја сечеме на 3 еднакви дела по должина. Првиот дел го ставаме на долниот дел од кутија за торта. Врз кората нанесуваме од филот без кокосово брашно. Го размачкуваме филот по целата површина. Потоа на ситната страна од рендето врз филот рендаме чоколада. Врз чоколадата нанесуваме од истиот фил. Врз овој фил пак ја ставаме втората кора. Втората кора ја филуваме со филот со кокосово брашно. Врз филот ја ставаме третата кора. Потоа целата торта ја премачкуваме со филот со кокосово брашно. Непокриените делови од тортата ги премачкуваме со преостанатиот фил без кокосово брашно. Во садот за матење го ставаме млекото. Го додаваме прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната густина. Шлагот го ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлаг ги украсуваме долните делови од страничниот дел на тортата. Потоа ги украсуваме и краевите од горната површина на тортата. На средината на тортата украсуваме со топки од шлаг. Помеѓу топките од шлаг декорираме со топки од преостанатиот фил без кокосово брашно. Врз шлагот нарисуваме ренда на чоколада. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Белките изматете ги со шеќерот или лимоновиот сок. Нанесете ги на дробените ореви во тава и испечете кора. Сварете крем од жолчките изматени со шеќерот, а од млекото, прашокот за пудинг и шеќер сварете пудинг. Изладете ги и соединете ги со путерот. Поделете го филот и во едниот дел вмешајте кокосово брашно. Кората исечете ја на 3 ленти. Првата филувајте ја со фил без кокосово брашно. Изрендете чоколада. Повторно филувајте со истиот фил. Нанесете ја втората лента. Филувајте со фил со кокосово брашно. Прекрите со третата и целата торта филувајте ја со истиот фил. Украсете со шлаг, фил без кокосово брашно и ренда на чоколада. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето.
Зачин К+. Произведен од органски сув зеленчук, миристи зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре.